Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте у денешната епизода. Се надам дека сето ова што го правиме и сите овие теми кои што ги зборуваме ви носат вредност. И јас знам дека ви носат затоа што веќе ме радува и тоа што гледам интеракција од вас. Она што денешната епизода ќе зборува и темата која што ја одбравме е инспирација од една комуникација со девојка која што имав, која што беше загрижена затоа што многуте игри со килажата и многуте обиди можеби да направи пресврт во низиниот изглед и да почне процес на правилно и здраво слабење, кое што многу од луѓето го бараат, практично се заглавува во една игра која што значи константно покачување на килажата, односно константните игри и проби за слабење практично ја прават и подебела. И тоа е факт и тоа е точно, но она што е многу важно да го расчистиме на почеток е да знаете зошто тоа се случува и да знаете како да не придонесувате и понатаму да ви се случи во овој круг затворен кој што не носи никаде. И во принцип, оно што сакам прво да ви разјаснам и да ви кажаме дека мастите како клетки и мастите како ткиво кое што можеби е главниот причинител за да не изгледаме како што треба и сало народски кое што го викаме е како и секоја друга клетка и се создава и практично и се губи. Но кај мастите клетки има една интересна работа која што многу од вас не ја знаете, а тоа е дека кога еднаш ќе се создаде масна клетка, таа можеби ќе постои доживотно. Затоа што како инфраструктура кога ќе се создаде, организмот никогаш нема да ја потроши и да ја изгуби затоа што едноставно смета дека му е потребна и треба да ја има. Тоа значи дека секогаш кога можеби ќе се поправате поново, вашите масни клетки само ќе се наполнат, како инфраструктура ќе ги има. А во обратна смисла на зборот, кога можеби ќе почнете да слабеете, вашите масни клетки само ќе се испразнат, но нема да ги снема комплетно од телото. Тоа значи дека луѓето кои што можеби еднаш веќе имале проблем со килажата, имаат многу поголема тенденција да побрзо вратат килограми отколку човек кој што немал никогаш проблем со килажата. И тоа е многу логично, затоа што доколку вие имате инфраструктурата, она што вашето тело ќе треба да го направи е само да ги наполни масните клетки и толку. Доколку немате инфраструктура, она што вашето тело ќе треба да направи прво да ги создаде, па да ги полни масните клетки, што како процес е малку побавно. И затоа луѓето кои што константно се обидуваат да слабеат и константно се на некакви диети, на долг рок изгледаат се подебело и тоа е многу објаснимо и едноставно, затоа што веќе имаат инфраструктура и со секое ново поправање повеќе од претходното создаваат дополнително нова инфраструктура и доаѓа моментот да можеби после 5-та, 10-та диета и обид да ослабнете, се разочарувате, едноставно почнувате да се прифаќате такви какви што сте, а она што е мојата цел и сакам да ви инспирираме дека тоа е само можеби недоволно знаење, недоволно информации и погрешни заглавувања во глупави игри и кругови. Така да не е проблем доколку можеби денеска сте во ситуација која што за вас е најлошата и сметате дека нема никаков излез затоа што сте пробале 5-10 пати да направите нешто. Тоа што е моментална ситуација денеска, ако се тоа 10, 20, 30, 40 кила вишок, no проблем, знаете дека има решение и решението лежи во вашата глава, а тоа е одлуката дека еднаш за секогаш ќе почнете да воведете можеби начин на исхрана и активен животен стил кој што ќе ви донесе на долг рок резултат, а нема да барате 5 кила за 7 дена, а нема да барате диети за еден месец 10 кила и така натаму, затоа што никој од нас ниту се поправил преку ноќ, ниту ќе ослабе преку ноќ. Се надам добивте супер вредност во оваа епизода. Драго ми е што не гледате и што сте интерактивни. Она што на крај само ми останува да ви кажеме да останете со здрави животни, квалитетни навики и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!